Прилепските угостители со позитивни оценки за законот за работно ангажирање на лица, кој што стапи на сила со почетокот на 2026. Истакнуваат дека токму тој ќе им помогне во сезонскиот период, кога постариот персонал заминува на работа во странство, а тие ќе можат легално тогаш да ангажираат лица помлади од 18 години, како шанкери, келнери, готвачи и помошници во кујна. Само во лето, во Прилеп не достигаат од 30 до 40% луѓе кои што работат во секторот угостителство. Бенефитот е добар што ќе видиме сигурни, ќе си го осигураме сите деца, имаме многу интерес од младинци што сака да работат, да си пополнат, да си зема некои други пари за одмори, за буџет сопствен, за такви работи. Ќе се осигураме посигурно да работиме, да бидеме и ние посигурни. Но ако овој проблем за угостителите веќе е решен, сега тие стравуваат од новиот предлог закон за пушење во угостителски објекти, од кој што стравуваат дека може да им се намали работата. Имаат своји препораки како може истиот да го заштити и здравието на граѓаните, но и како тоа да не влијае врз нивната работа. Мислам, че претрпиме големи штети во однос на тој период, ама тоа е, че видиме како ќе се одвива работите. Се уште е предлог да видиме дали ќе се усвои, дали ќе има некои други измени. Ако видиме повикани, би дале предлог кој како сака нормално со надокнада, како што си плаќа лиценца ноќните клубови и кабареата, секој објект да си одлучи за лиценца, макар да биде барем во летната бавча, да има и дел пушачки дел, да не биде целосно објектот, а физички одделен да биде нормално. Не како сега што се да речам, отворени летните бавчи споени со внатрешниот дел. Во моментов има 3 иницијативи во предлог законот како да се одвива пушењето во овие објекти. Првата е да се има 3 отворени страни на летната бавча со тврд кров. Другата е со шатори и тенди, исто така од трите страни отворени. И третата иницијатива е исто со тврд кров, шатори и тенди и зависно од позицијата околу да има банери или огради, но не поврзани со самата кровна конструкција. За Сител, Дарко Штарговски.